Добро, продолжуваме со 17-та глава на Евангелието според Јован, кое што е позната како Господовата молитва за учениците. Еден соодветен наслов, тој наслов се поврзува со Хитреус, Давид Хитреус, ученик на Филип Мелахтон, еден од водачите на германската реформација, е соодветен зашто и самото слово, посланието до евреите, 4-та глава, го нарекува Христос нашиот голем првосвештеник. И овдека на вистина, тој оваа глава го извршува тоа дело на свештеник. Извршува свештеничка служба, која, како што ќе видиме малку понатамо, е моделирана според свештенството на Аарон. И тој, и потоа останатите свештеници на Израел, застануваа пред Господ како застапници за Божиот народ, се молеа за народот, го принесуваа Божиот збор на народот и принесуваа жртви за народот. И токму тоа Христос го прави овдека, како првосвештеник, таа служба извршува. Тој, што туку го поучуваше, заврши со таа голема, долга беседа, познати како проштелен говор во горната одаја, и сега, она што предстои е извршување на тоа дело на принесување на жртва. Така што тој самиот се принесе како првосвештеник на крстот за гревовите на својот народ, се застапи, жртвувајќи се себе си. И рековме дека уште една од службите на првосвештеникот е молитва. Молитва за народот. Знаејќи Христос што ќе се случува понатаму, дека учениците ќе ги искусат најтешките, така да кажеме, искушенија во животот, кога ќе го видат Христос на крстот, како умира, како го погребуваат, ќе побегнат како овце без пастир, тој се моли. Христос како првосвештеник се моли за нив, се моли за нивна заштита и ги предава, буквално ги предава во раците на Отецот. Ги предава на грижата на Отецот. И целото тоа дело што тој ќе го изврши, да има ефект, да даде плод во нивниот живот. Тие дела да бидат усвоени во нивниот живот. И веќе реков минатиот пат дека таа молитва е некако моделирана како концентрични кругови. Едно од нештата што ги учиме во школа, уште во првото деление, да цртаме концентрични кругови. И така да пренесеме некои идеи на концентрични кругови. Денес тоа полесно се прави, децата во школа имат пластични ленири, или како ленијари ги викат, на кои што има геометриски фигури, крупчиња, мало поголемо, квадратчиња, триаголници. Во мое време имаше дрвени ленири и немаше фигури на нив. И тие дрвени ленири си ги чувавме на масата и често служеа како средство за казна. Ќе направиш нешто, ќе испружиш раката и со тој дрвен ленир ќе те треснат по раката. И тогаш немаше АДХД и хиперактивни деца, но имаше ленири. И како цртавме па тогаш концентрични кругови, кога немаше ленири со геометриски фигури и немаше шестари. Користевме банкноти во тоа време, само банкноти ни даваа како деца, тоест монети, банкноти немаше. Имаше една пара, 5 банкија викавме, а инаку беше 50 пари. Потоа имаше 1 динар, 2 динари, 5 динари, а веќе 10 динари беше банкнота. Оливер сигурно како финансиски работник ги памти. И ќе земавме најмала монета, ќе нацртавме круг, потоа поголема монета, поголем и така концентрични кругови создававме. И ова молитва така е направена. Има еден мал круг со кој започнува молитвата и тој малиот круг припаѓа на Синот, Синот Божи. Синот се моли да биде прославен. Да биде прославен како Син Месија, оној кој што на крстот ќе го изработи делото на спасение за учениците, за Божиот народ.
И притоа таа молитва за прославување на Господ Исус како Месија или Спасител воопшто не е себична, не е само возвишувачка молитва, зашто на крајот на краиштата неговата слава е спасението на Божиот народ. Неговата слава е крстот, тамо каде што страдаше. Неговото умирање за нас е неговата слава. Така да се прослави Синот, значи да се прослави Христос во неговото посредничко дело и при тоа да принесе, и за тоа се моли, сето тоа да принесе слава на Отецот. И таа молитва е завршила со барањето, да му биде вратена, така да кажеме, славата што има како Син Божи во целата вечност, бидејќи кога вечниот Син Божи се воплоти, зеде човечка природа, таа човечка природа ја засени божествената слава. И сега тој се моли на крстот, во тоа дело да биде откриена таа божественост на Синот Месија, да биде откриен како Син Божи и препознаен како таков. И во таа вера во Христос како Синот Божи, кој се принесе во жртва, да биде остварено спасението. И всушност она што доминира во првиот дел на молитвата, најмалиот дел во целата таа долга молитва, е таа двојствена природа на Синот Божи, како вечен Син Божи и како Син човечки, кој е воплотен за да го изработи спасението за човекот. И таа природа ние гледаме и понатамо продолжува во молитвата за учениците и ќе видиме, ќе продолжи и понатамо. Таа двојственост на природата на Синот Божи, на таа божествена личност, божествена и човечка природа, како Син Божи и Син човечки. Зашто неопходно беше божествена жртва, целосно како човек, да се принесе за грешниот човек. И таа молитва за учениците, кој е најдолгиот дел и вториот концентричен круг по големиот, зашто сега се моли за 11, не за 1 во двајца, ќе поделиме на два дела, зашто во првиот дел тој само ни ја дава теолошката основа зашто се моли на Отецот за учениците. Ја дава причината зашто се моли за заштита, зашто се моли за осветување, а причината е зашто тие за кои што се моли се негови. Се моли Синот на Отецот да ги заштити неговите. Зашто си се негови, Божи се. Му припаѓаат, уште пред Господ Исус да ја започне таа служба на спасение, тоа месијанско дело, уште пред да ги повика учениците, тие му припаѓаат на Отецот. И тоа се големите теми, што можеме да ги откриеме во овој текст, длабоките теми. Да, обично овој текст се користи да се формира реформираната доктрина за спасение, меѓутоа, туку она што излегува, што испакнува, она што е поставено како идеал, е да се види тоа единство во Бог, да се види таа совршена хармонија во односите меѓу личностите во Божествената Троица, да се види нивното единство во волјата, да се види нивната љубов, да се види послушноста, да се види како Отецот го дарува Синот, а Синот дарен во целосна послушност го извршува делото кое му е дадено. Бидејќи тие односи во Божествената Троица понатаму стануваат пример за однесувањето кој треба да го имаме, а се моли Господ да го имаме. Потоа во делот на барањата за учениците и за нас како онаа Вселенската црква, за нашите односи за кои што се моли Христос, моделот е поставен овдека, во овие стихови. Совршената хармонија, која како живот на Светата Троица е представен овдека во овие стихови, е модел за црквата. И затоа Христос понатаму се моли за оние што ќе поверуваат од апостолите да бидат едно, како што сме ние едно, јас и ти. Тоа е големата тема овдека. Единството, хармонијата, усогласеноста на волите
послушноста, Синот го превзема Божиот народ од Отецот, да го спаси и потоа пак му го предава. Во сето тоа има и совршена љубов, и совршена послушност, и совршена хармонија. И знаете, она што посебно мене ми прави впечаток, е што во овој дел од службата на Христос со учениците им дава можност, ним и нас не дава можност да дзирнеме во интимата на Светата Троица. Ние тука проследуваме разговор меѓу Синот и Отецот. Зашто тоа е молитвата, разговор. Синот разговара со Отецот. И тоа е единствената можност која ние имаме, која може да видиме. Да го видиме приватниот живот, интимниот молитвен живот на Синот. Да, пишува во Новиот Завет на многу места дека тој се повлекуваше, цела вечер се молеше, но не знаеме, не ни откриено. Тука ни отвара мала врата. Да видиме како разговараат меѓу себе божествените личности во Троицата. И она што го гледаме како тема, повторно восхитува. Знаете, темата на нивниот муабет сме ние. И тоа не оговара таму, не оговараат, туку темата на разговорот е грижата. Грижата за Божиот народ. И знаете ли, ваквиот однос на Христос, на Синот кон Отецот, мене ме засрамува. Која е темата кога ние се собираме? Зашто разговараме? Кога разговараме со Отецот, зашто разговараме? Кога разговараме за другите, кои не се во нашето присуство, зашто разговараме? Разговорот на Отецот и Синот е грижата. Нашето добро, нашата заштита. Тоа е големата тема, што овдека не открива Словото. Се друго е посредно. Посредно. Важното е животот меѓу Отецот и Синот. Синот кој е и дародавач, и даропримач. Ајде да видиме како сето тоа се движи. Вели, го објавив името Твое на луѓето што си ми ги дал од светот, тие беа Твои и Ти ми ги даде. Но предходно... Да, добро. Да. Сега, читајќи го во овој дел, ми ги даде од светот, малку ова како да е во контрадикторност, не малку, многу е во контрадикторност со други изјави што ги има дадено Христос во истото Евангелие, малку порано, например во 15 глава 60 стих, им вели на учениците: јас ве избрав од светот. А овдека вели дека Отецот му ги дава од светот. И сега што е вистината? Дали тој ги избра или пак Отецот му ги даде? И тоа е прашање околу кое се дискутира уште во почетокот, уште во древната црква. И јас сакам да прочитам едно разбирање за овој текст од Августин, кој користи таков патристички јазик, кој што ни е доста близок, зашто нели истиот е како јазикот на јутуберските проповедници, нема ништо врска. Ајде да видиме како го објаснува тоа. Еден многу така добар теолошки јазик со многу правилна терминологија. Вели, Синот кажува дека луѓето му биле дадени од Отецот од светот, а на друго место им вели: јас ве избрав од светот. Они што Бог Син ги избрал од светот, заедно со Бог Отец, истиот тој како Син човек ги примил од Бог Отец. На тој начин како што Бог Син не го исклучува Бог Отец кога вели јас ве избрав, бидејќи били истовремено избрани и од Бог Отец, така и не се исклучува себе си кога вели за Бог Отец: Твои беа, зашто тие се исто така и собственост на Бог Син. Но сега истиот Бог Син, како Син човек, ги прима оние што не му припаѓале како човек, бидејќи тој, иако Бог го примил образот на слуга, што првично не му припаѓал. Јасно, нели? Да. Многу правилно кажано. Која е идејата? Господ Исус како Син човечки, како Син Месија, како што се моли овдека, е исто така и Син Бог, Божи Син, кој, кога
е извршено тој избор, тоа одзимање од светото што од предвечноста. Тоа е заедничко дело на Светата Троица. Тие имаат целосно согласена волја, не една волјата на Отецот, друга волјата на Светот. И во таа смисла, како Син Божи, тој учествува во тоа дело, вечно дело на избор, така да кажеме. Меѓутоа сега тој говори во молитвата како воплотен Син човечки, на кого му е дадено делото на спасение. Отецот му ги дава. Му го дава негове. Ова стари најконкретно молитва за апостолите, за тие 11 кои се таму во таа просторија. Дадени му се од Отецот да ги спаси. И Синот ја извршува таа задача целосно, кога вели не загубив ниту еден. Тие ми се дадени и јас целосно извршив таа волја што ти ми ја даде, таа служба. И сега откако ја извршив, ти ја враќа. Ја враќа на Отецот, во исто време ја враќа и на Синот Божи, кој што е. Тоа е и Син Божи и Син човечки. Една личност во две природи. Така да кога говори, тој говори како Син човечки, но во тоа не го исклучува Синот Божи. Кога вели ве избрав, тој говори како Син Божи, при кој што не го исклучува Отецот, Бог. Овде кога говори дека ги предава на Отецот, не го исклучува и Синот Божи, кој е в својата вечна божествена слава заедно со Отецот. Многу се јасни овие работи, но вистина се. Не се јасни, но кој може да ја разбере Божјата природа? Кој може да ги разбере тие совршености во односите меѓу Светата Троица? Но тоа е идеја, тоа е обяснувањето, дека дека Христос се моли како Месија во ограничената човечка природа, при која никако не може да го исклучи и неговото божество, кој го задржува како Син Божи, никогаш не го губи. И тој суштествува како божествена личност во човечка и во божествената природа или слава. Тој е дарител и примател на Божиот народ. Другото нешто што го прибелегува ова внимание овдека е тоа потенцирање дека се од светот земени. Од светот се дадени на Месијата. Отецот ги зима од светот и ги дава. И тука тој потенцира всушност припадност. Припаѓале на светот и се она што го одликува светот, се она што ја сочинува природата на светот, похотите, гревот, желбите, злобата, темнината, од таму се земени. И сега бидејќи се на Отецот, тие припаѓаат на Отецот. Имат друга припадност. Идејата овдека е да се види сега припадноста. Од една припадност сега имаат друга припадност. Од припадноста на светот имаат припадност на Отецот. Тоа значи промена на природите. Промена на се она што ја сочинува природата. И затоа во продолжение говори за објавата на името на Отецот. Јас го објавив Твоето име на луѓето што се ми ги дал. Да се објави името на некого е семитски начин да се каже кој или каков е некој. Името го содржи битието, ја содржи природата, карактерот, дејствата, се она што ја сочинува една личност. И кога вели го објавив Твоето име, те објавив Тебе. Всушност вели Христос. Со тоа воплотување на Синот Божи како Син Месија, тој даде една објава. И тоа е една од големите теми на Евангелието според Јован. Едно од првите вистини што открива во првата глава е токму таа објава. Во 18 стих на првата глава Јован пишува: Бог никој никогаш не го видел. Единородниот Син, кој е во крилото на Отецот, го објави. Истата фраза, објави, како овдека. И Христос вели, да, го објавив. Ти ме прати, оној кој што е во крилото на Отецот, дојде во човечка природа и го објави Отецот. Потоа кога им каже на учениците во 14 глава дека тоа е патот
и никој не може да дојде до Отецот освен преку него, го праша Филип, добро да покажи ни го Отецот. И Христос вели, па толку сум со вас, и зар не си ме познал, Филип? Кој ме видел, го видел Отецот. Па како тогаш велиш, покажи ми го Отецот. Христос дојде да го објави Отецот, да го открие Отецот на учениците, да го открие Отецот на овој свет. Да ни го дефинира. И што откри всушност? Како го откри Отецот? Од тоа што го говореше и што го правеше Христос, можеме ли да дефинираме кој е Бог? Знаете, ние се обидуваме да го дефинираме Бог. Правиме дефиниции во катехизисите. Има луѓе кои не се обидуваат да го дефинираат, зашто велат дека Бог не можеме да го дефинираме. Тоа е така наречено апофатично богословие или негаторско богословие, кој велат Бог е безкраен, ние сме ограничени и неограниченото не може да го свати и да го обясни неограниченото. И по таа метода на апофатизам, т.е. негирање, велат Бог Бог не е ништо од она што сме ние. Тоест можем да кажеме што не е Бог. Ние сме ограничени, Бог не е ограничен. Ние сме грешни, Бог не е грешен. Ние сме несовршени, Бог не е несовршен. И по таквите негации, всушност ние на крајот кажуваме што е Бог, т.е. што не е Бог. Зашто Бог за нас е нејаснотија. Не можеме да се согласиме, зашто кога Христос дојде да го објави Отецот, да ни даде спасително познавање, спознание за Отецот. Од друга страна пак, кога ние го дефинираме Отецот, во нашите доктрини, се обидуваме некој да дадеме некоја исцрпна дефиниција и ќе кажеме, например, во еден катехизис, краткиот катехизис, 4-то прашање е одговорено со дефиницијата Бог е дух, бесконечен, вечен и непроменлив во своето битие, мудрост, сила, светост, правда, добрина и вистина. И некој, бидејќи тоа е презвитеријански катехизис, како Чарлс Ходж, ќе каже ова е најдобрата дефиниција што човек некогаш во историјата на човештвото е напишал. И да би очекувале тој да го каже тоа зашто е презвитеријанин. Не знам дали постои најдобрата дефиниција за Бог. Зашто Бог не е дефиниција. Бог не е катехизис. Бог се откри во Христос кој говореше и вршеше дела, дејства. Знаете ли, Платон го прави истото. Платон ја дава најдобрата дефиниција за Бог, како совршеното, апсолутното добро. Тоа е целосната совршеност, апсолутната совршена идеја. И во сите тие дефиниции го затвара Бог во една идеја, во мисла. Додека Бог дојде ко човек, кој действуваше, кој служеше, правеше. Така да Бог не е само битие, Бог е дејство. Така го разбираат Бог древните теолози. Тој не е статика, како кај Платон, кој движи се. Туку тој е активен, вклучен во животот на луѓето. Зашто Христос дојде како пророк, кој што го пренесе учењето на Отецот, и тој самиот кажа, се што ми даде, јас ви го пренесов. Меѓутоа, објавува и дела. Да, кога тој говореше, го пренесуваше словото на Отецот, луѓето беа восхитени и рекоа, никој никогаш не говорил како овој. И така се објави неговата слава. Меѓутоа, Бог дојде и се откри така што отиде на крстот и умре на крстот. Како да го дефинираме битието на Бог? Тоа е конкретно дело, дејство од страна на Бог. Тоест, Бог дојде како свештеник, првосвештеник,
кој што самиот се принесе во жртва. Кога Христос плачеше на гробот на Лазар, Бог плачеше, што ние не можеме да ја разделиме човечката природа од божествената природа. Не можеме да издвоиме човечката природа од божествената личност на Логосот. Кога Христос плачеше во човечка природа, тоа е личноста на Божиот Син, божествената личност. Христос нема две личности, човечка и божествена. Една е. Логосот, Синот, божествениот Син беше таму и плачеше на гробот. Ние го гледам таму како Бог плаче. Кога зеда камшик во рака во Ерусалим, во храмот во Ерусалим, ние го гледаме Бог со камшик во рака. Камшикува. Да, Бог камшикуваше. Кога тој мафташе, сигурно паднал некој камшик и врз луѓето таму, освен ако не бил толку како нинче прецизен да погодува. Кога во Гицеманската градина потта му се претвараше во крв и се истекуваше по телото, Бог беше таму. Бог плачеше. Кога дојдоа стражарите и кажа, а кој е Исус од Назарет? И тој рече, јас сум паднаа сите. Човек, во човечка природа, во човечки глас беше изговорен. Ама го изговори Синот Божи и паднаа сите. Бог викна тогаш. Се е тоа пројава на Божјата природа. И кога вели Христос овде дека те објавив, го објавив, дојде да го објави Отецот, сето тоа е вклучено. И никој не може тоа да го стави во епровета и да го изанализира. И експериментално да го дефинира. Големо е тоа откровение. Можеме да кажеме дефиниции, да, кои ќе бидат спасителни за нас, но објавата е многу голема. Ги дадов споровите, те објавив целосно. И кога го направи тоа, кога дојде, дада спасителна објава за Отецот, го објави неговото име, го објави неговиот карактер, неговата природа, битието, делата му ги откри. Зашто и тоа го кажува Христос, дека делата на Отецот доаѓа да ги открие. Учениците реагираа. И во следните стихови Христос користи една лепеза од зборови, глаголи, кои ја представуваат реакцијата, одговорот на учениците. Во коментар на, или има книга цела напишена од Дон Карсон, кога многу го почитувам како професор, Прошталниот говор, тој една луцина така мисла изнесува, вели ние ја градиме перцепцијата за Христос како нашиот најголем подарок. И Божик е врзан околу тоа, најголемиот подарок. Меѓутоа, ние ја градиме перцепцијата за нас како подарок за Синот. А токму тоа е суштината на текстот. Ние сме дадени како дар на Синот, а Синот, потоа тој дар, го предава во рацете на Отецот. Ние сме во двојни раце. Во рацете на Синот и во рацете на Отецот, како дар. И таа перцепција за нас како дар треба да гради чувство на одговор, на постапки, на дејство, одговорност, реакција. Каков дар сме ние? Се чувствуваме ли како дар на Бог? Нашето размислување, нашето однесување, сето тоа покажува дали сме достоен дар, се однесуваме ли како дар за Синот. И овдека, гледат, во односите меѓу Отецот и Синот се врзани само, се вклучени само неколку глаголски дејства. Текстот околу тоа се врти давањето и на крајот прославувањето на Синот. А другите глаголски дејства, по големиот број, се врзани со учениците, нивните реакции, нивните дејства. Ние би очекувале во нашите анализи повеќе да говориме за теолошките работи врзани околу Бог. Како тој направил, кога било, што било, по кој начин, критериуми и така.
Меѓутоа, не го забележуваме тоа, не знам зашто, дали можеби не е нашиот интерес, но Словото многу повеќе е врзано за онаа друга страна на медалот, обратната страна, нашата одговорност. Има објава. Христос дојде, го објави Отецот. Таа објава потоа е запишена во учењето на апостолите, во апостолското учење. Таа објава бара одговор, соодветен одговор. Глаголските дејства овдека, односно учениците, разбраа, прифатија, примија, поверуваа, зачуваа, запази и така натаму. Сите тие вклучуваат свесни дејства, разумни дејства. Вклучува ум, вклучува избор. Објавата на Христос почнува на почетокот на молитвата со фактот дека ние сме во светот. Дека од светот се дадени на Синот. Ние сме бунтовници против Бог. Пред тоа им кажа, вие сте, јас ве избрав. Јас решив да бидете мои ученици. Очигледно дека иницијативата е од страна на Бог. Тоа е дело на благодат. Тука нема спор, нема никаква дилема. И тоа е најсилниот противотров на човечката ароганција. Никој со ништо не го заслужува изборот од страна на Бог. Иницијативата никој не може да ја заслужи. Избрани, поверувале по благодат, спасени по благодат. Меѓутоа, Божјата иницијатива, тоа Словото многу јасно го истакнува, не ја заобиколува по никаков начин одговорноста. Сите тие активни, сите тие глаголски дејства се во активна природа. Како доброволни, слободни, непринудени, не се во медијална форма или реципрочна или пасивна. Сами разбра, сами поверува, сами прифати така натаму. Не исклучувам тука благодата како дејство кој ги води до сето тоа. Сакам да кажам, да потекне. И тоа е, зошто Словото ги иницира толку тие работи, за да ја префрли во нашите раце, нашата одговорност. Она за што ние сме одговорни. Имаме ние одговорност. Се говори, че ја користиме многу како клише, веќе она фраза слободна волја или поробена волја и така натаму. Тоа е категорија филозофска, па и теолошка, од хуманизмот. Класичните теолози говорат повеќе за слободни арбитри или либерум арбитриум, слободни действувачи. Тоест, велат, и тоа е вистината, и тоа не го негираат теолозите, дека човек секогаш действува слободно. Секој човечко дејство е резултат на неговата слобода. Тој размислува слободно и ги извршува дејство. Ако некој дејство е принудено, тогаш тоа дејство нема да биде дел од него, од неговата природа, и тоа нема да биде негово дејство, тоа ќе биде дејство на некој друг што го принудил да го изврши тоа дејство. Секој дејства според својата природа, слободно. Избира да го прави она што го прави. Дома имаме 3 кучиња и Библијата вели дека можеме од животните да учиме, нема магаре, Валам учи од магаре. Јас имам магари, ама во соседството, дома имаме кучиња. И учим од кучињата. Едното куче е така најкротко, другото е по-така нескротливо, а третото само бели прави. И не му се лутиме, зашто тоа е неговата природа да ги прави тие работи. Никој не го тера да ги прави тие работи, слободно ги прави зашто сака да ги прави тие работи. Човекот во паднатата природа, никој не го тера да го прави гревот. Слободно избира да го прави гревот, зашто го сака гревот.
Слободен е да го прави гревот. Избира да го прави гревот, зашто тоа е неговата природа. Не можеш, Лутер во Поробената воља вели, не дека луѓето во грев, во падната природа не можат да поверуваат. Тие не сакаат да поверуваат. Нивната природа е омраза кон Бог. И бидејќи нивната природа е да го мразат Бог, тие не можат да го сакат. Тие не сакаат Бог. Тоа е нивната природа. Едноставно, таква. Действуваат во рамките на својата природа. Ако некој им стави пиштол на челото да кажат дека веруваат во Бог, тие ги кажат дека веруваат. Но под природа ја немат слободата да кажат дека веруваат. Овдека Христос говори за луѓе кои што имаат слобода да веруваат. Поверувале. Тоа е нивното свесно дејство. Зошто? Зашто имат нова природа. Природа која копне за Бог. Природа која го сака Бог. Може да биде со Бог, зашто сака да биде со Бог. Во таа нова природа, што обновена природа, и не сме принудени да го сакаме Бог. Тоа е природното дејство на човекот кој му припаѓа на Бог. Сака да биде со Бог, сака да го познава Бог, сака да го чува Неговото Слово, сака да го разбира Словото. Да, тоа се случува по благодат. И овдека основното прашање во таква вистина, реалност која се поставува е не да чекам да разберам дали јас сум од избраните кон кого ќе покаже благодат, туку да барам. Да барам Господ да ми ја даде таа благодат. Ако ја немам, да се молам, да плачам. Јас сум пораснат како постарите, истите како мене овдека во еден систем кој беше атеистички. Учев марксизам. Јас учев средно економско, економски факултет, каде што најмногу се учеше марксизам. Беше најидеологизиран таа област во науката, економијата. Се беше врзано со бидејќи тоа економски систем марксизмот на крајот на краиштата. Социализам како економија. И потоа се одразува на сите области на животот. Целосно индоктриниран. И ме евангелизираа. И гледам колку веруваат тие луѓе. Ми беше интересно и сакав, ама не можам да верувам како нив. И ми велеа, барај, моли се и ќе поверуваш. Почнав да читам, никако да се убедам. И им вика, Господи, дај ми како тие да верувам така искрено, да се радувам како нив. Долго време помина. Не се прашував за теолошките системи, туку се молев. И ми се откри, постепено Бог ми се откри. Ме убеди. Ми се објави. Ми даде нова природа. И сега не можам, а да не го проучувам Словото. Не можам, тоа ми е како храна, тоа ми е како вода. Тој копнеш е во рамките на мојата нова природа. И тоа објавата, им се објави Христос, им го објави Отецот и тие поверуваа, го зачуваа, го разбраа, действуваа. Разбраа дека сум излегол и поверува дека ти си ме пратил. И некој ќе си каже, што разбраа тие? Ништо не разбраа. Само после неколку часа ќе се скријат по дупки. Како ве разбраа? Како поверува? Како зачуваа? Зборчината тука се важни. Знаете, овие зборови навистина дека сум од тебе излегол, поверуваа дека сум пратил, разбраа, тоа беше вистината за учениците. Да, тие паднаа на првиот тест. Меѓутоа, тие разбраа една работа. Поверуваа во една работа. Дека тој, Исус, е Месијата пратен од Бог. Дека тој е Севишниот, Светиот. Дека тој е Спасителот. Дека тој е Бог. Имаше може би неколку месеци порано случка во Галилеја,
кога Христос нахрани илјадници луѓе, и тогаш им проповеда дека од каде излегол, зошто дошол. И си отидо, рекла, кој ќе го слуша ово учење? Останаа 12 минута, од кој еден беше предавник, им се сврти, им рече, и вие ли ќе се одите? И тогаш Петар рече, употребувајќи ги истите овие зборови, запишено овдека. Господи, кај кој ќе отидеме? Ти имаш зборови за вечен живот и ние поверувавме и познавме дека си Божиот светител. Тоа е верата. Тоа е одделеност, различното од светот. Да веруваш, да разбереш, да спознаеш дека тој е Севишниот. Тој е оној кој што излезе од Отецот, тој е оној кој што го даде спасението. Ако на тоа се потпира нашата вера и кога доаѓаат падовите, бидејќи Христос се молеше за нас, Отецот да не зачува, ќе бидеме зачувани. Бидејќи Христос се молеше за нас, бидејќи Христос се застапува Синот Божи за нас, тој ќе не врати пак, ќе не извлече. Секако, тоа не анулира нашата одговорност да стоиме тврдо во верата, цврсто. Меѓутоа, ние сме зачувани. Бидејќи верувам, бидејќи сме Негови. Нашата вера, кој е Тој, што Тој направил, не прави Негови. А Бог си ги чува Неговите, си ги штити. И тоа е поентата овдека. Тоа ги разликува од светот, од останатите, кои, кога Христос умре, се радуваа и никогаш не дојдоа кај Него. Учениците пак се вратија, кога го видоа, бидејќи има таа вера во Него, дека Тој е Месијата, Синот Божи, Спасителот. Правилната вера. Беше како синапово зрно, но тоа е нашата вера. Посадена, тоа зрно посадено во Христос, во Бог, кој не држи. И с нашата вера нема да стане како фудбалска топка. Таа си е синапово зрно. Зашто нашата вера не ги прави работите, туку подпирањето на оној во кого е положена нашата вера. Тој ги прави нештата. Има учења меѓу христијански клонови, гранки, кои велат, ако имаш мала вера, ќе правиш мали работи. Како синапово зрно, ќе преместваш планини. Ами ако имаш вера колку пинг-понг топче, тоа ще треба планети да преместваш, нели? Ако имаш вера па како фудбалска топка, тоа ще треба универзум ќе го пренесеме. Така, количински, квантитативно е мерат. Верата како материја, како субстанција која, нели, треба да се зголемува. Идејата овдека е, ако таа вера е поставена на правилното место, ако таа вера е во Христос како Син Божи, Спасител, тогаш ќе се случуваат чудата во твојот живот. И ќе бидеш зачуван, ти си во Божите раце. Зошто? Зашто се моли за нас Синот Божи. Јас за нив се молам, не за сиот свет, за оние што си ми ги дал, зашто се твои се молам. И се од тука пак, само за нив се моли. И пак од тука, тоа пак ми станува основа за, нели, доктрина за спасение. Јас тргнувам од друга гледна точка. Христос се моли тука за учениците. Која е темата на молитвата на Христос? Нивното зачувување во верата и нивното осветување во верата. Ние често ги бъркаме, како се има еден идиом, лунчињата ги бъркаме или како беше. Се најави пред некој ден дека ќе имало пак марш, или како се вика, на хомосексуалците. И почнаа христијаните, постови, ѓаволи, деца на ѓаволи и секакви најгадни критики. Добро, јас се прашувам. Што очекуваме ние од светот? Да бидат свети и правени, да растат во светост? Што очекуваме од нив? Христос не се моли да бидат свети тие таму во светот, зашто нивната природа е грешна. Не можеме да очекуваме тие да прават парада за Бог. Не може, зашто действуваат слободно. Ке ги натераме со пушки. И во затвора ќе ги пратиме. Ама тие пак во својата слободна природа ќе действуваат против Бог. Ние како христијани единствено за несветост
и за неправедност, можеме да ја критикуваме црквата. Зашто црквата има природата да биде света и праведна. И ако не е таква, не действа според својата природа, треба да биде коригирана и критикувана. А светот има потреба од молитва. Зашто тоа е светот, таков е светот. Ке прави маршеви гадни за Бог. Зашто тоа е неговата природа бунтновна против Бог. Црквата треба да се собира, се моли за тие луѓе. За светлина треба да се моли. Ние во тие постови против светот ќе добиеме вакво дебата, или не е дебата, конфликта тоа, војна, ќе добиеме зашто аргументот е на наша страна. Во нас е вистината, да. Ама не е целта ние вистината да ја докажеме дека ние сме во право и да кажеме вие сте такви, никакви во темнина. Да, во темнина, нив им треба светлина, да разберат дека се во темнина. Да се молиме за нив. Тие се за жалење. Нашата критика нема да ги убеди. Ке ги убеди Словото и Духот кој действува Словото. Молитвата, Светиот Дух да действува. Почне и сега ќе почне критиките кон тие луѓе таму. Да, тие се такви. И тоа е Христос што го прави. Христос реков го прави ова по својство на првосвещеник. Таа негова Господова првосвещеничка служба. Според Аароновото првосвещенство. Сега, кога Мојсе, Бог му го даваше законот на Мојсе, има еден дел во Излез 28 глава, каде што пишува: Аарон ќе ги носи имињата на синовите Израелеви преку наградникот судиски на цртот свое, кој ќе влегува во светилиштето за спомен пред Бог. И тоа правеше Аарон, тоа правеа свештениците. Тие на ефодот, тој е наградник, или како да го наречеме, кој го носеа првосвештениците, имаше два камени, две плочи на двете рамиња со по 6 имиња на Израелевите синови. И тоа беше символично представено кога влегува во Божјото присуство во светилиштето, тој доаѓа како застапник на Божјиот народ. Таму не беше името на Македонија или на Англија, таму беа 12 племени, зашто тие беа Божјиот народ. Првосвештеникот се застапува за Божјиот народ да биде зачуван, зашто тој му припаѓа на Бог, не светот. И нормално би било глупаво Христос да се моли сега, ти прави го светот да биде, помогни му, зачувај го да биде свет, кога не е свет светот. Светот е во темнина. Ние треба да се молиме и да одиме во тој свет, да евангелизираме. Христос се застапува за своите, за Божиот народ пред Отецот, пред неговите, да ги зачува. И ако на Аароновиот ефод имало 12 имиња, таму сега и моето име, и твоето, ако си во Христос. И Христос се моли за нас, да не зачува. И ке не зачува, зашто Господовата молитва не може да не биде одговорена. Ако си Христов, ти ке бидеш зачуван. Тоа е сигурноста. Прашањето дали си Христов? Дали веруваш дека тој излезе, дојде од Отецот овдека, како спасител, да не направи негов народ, да не направи негово дете? Ако не, моли се, барај. Господ не враќа никој кој искрено ќе дојде кај него со молитва. Ке му даде светлина, ке му ги отвори очите, ке му даде нова природа. Природа кој копне да живее со Господ. Зачувани сме. И тоа е нашата гаранција. Ние го имаме Христос кој секогаш се застапува за нас. А бидејќи сме на Отецот, тој ќе не зачува. Негови сме. Секој си го чува своето. Ние сме неговото. И пак ќе вратам на тоа другото време, од тој стариот систем. На што сме се восхитувале тогаш? Што ме восхитувало мене како идеолог од тоа време? Имаше една личност кој се викаше Владимир Илич Улјановиќ. Не знам дали знаете за кого станува збор. Ленин! Владимир Илич Улјановиќ. Ленин му е надимак. Неговото име е Владимир Илич Улјановиќ. Навистина човек со големи постигани. Знаете ли, Советска Русија, колку години таму, 40, не од, да, значи некаде 60 години и повеќе живееше со една девиза. Ленин с нами.
Ленин со нас. Иако беше умран, тој е со нас се уште. Тој не води, неговиот дух не води. Сега, гледајќи од денешната перспектива, Ленин бил водач на почетокот на 20 век во царска Русија, но на интернационално социјалистичко движење во Западна Европа и во Русија. Движење кој било расцепкано на многу фракции. Тој бил застапникот на најслабата, најмалата фракција наречена болшевици. Избркан од Русија, прогонет и оди во Швајцарија. Се запишува да студира право за адвокат. Знаете ли, секој ден, тој бил познат по неговата фраза учит се, толка учит се. Учи и само учи. Во нашите школи насекаде беше запишено учи и само учи од дозвола Ленин. Секој ден во библиотеката, памфлети, книги, богата библиотека има напишено, кој ги праќа интензивно во Европа во тие организации социјалистички да го држи, нели тој да држи жива организацијата, која била многу слаба во тоа време. И знаете што секој ден поминувал покрај црквата во која што служал порано Цвингли. Интересна работа. Нели му текнало еднаш да влезе во таа црква таму. И така, како и да е. И тој човек, за него се вели во биографите, дека бил мал, така набиен, без коса, тркалесто, лице, глава, одел со стари облик. Иако бил од богата фамилија, живел многу штедливо, меѓутоа со го грижа за телото и тој е познат со мислата револуционерот мора да знае дека неговата физичка сила ќе биде ставена на испит во затвор или при бегство од затвор. Затоа треба физички да биде добар, здрав. Го избркале од факултетот за социјалистичките идеи, продолжил приватно и завршил, станал адвокат. Продолжил со тој револуционерен дух, тоа што е освоила цела царска Русија во тоа време. Соборова монархија и прави комунистичка, социјалистичка Русија, силен сојуз. И неговата мисла, он на кој што тој се подпира, вели, многу тој не говори, не ни треба многу луѓе. Нас вели ни треба дисциплиниран човечки овен за пробивање. Знаете што овен? Ево тие за тврдините има дрвена врата една и доаѓаат војници со еден трупец, напред има еден овен и со него пробиваат. Ни треба човечки овен на револуционери кои што ќе пробиваат. Дајте ми, вели, неколку револуционери и ние ќе го превртиме светот. Тоа е истото што потоа се кажува за Павле, кога ќе отиде во Солун и ќе кажат, тие го свртаа светот наопаку. Сега, гледајќи од таа перспектива, тогаш ние верувавме дека идеите на Ленин вечно ќе живеат. И тој вечно ќе биде со нас, меѓу нас. Еве, веќе вие не знаете кој е тој. Ништо не знаете за него. Јас знам, бидејќи сум живел во тоа време. Инаку јас немаше да знам. И ако еден човек направил толку, а неговиот рок е краток секогаш, што со нас кои сме Христовите? Кој навистина е со нас, не само како идеал, не само како идеологија. Воскреснат живее со нас. Учениците поверуваа, разбраа, поверуваа, го зачуваа објавата кој што им даде Христос. И тие луѓе станаа чудо. Да, тие луѓе го превртеа светот наопаку. Ја превртеа империјата наопаку. И тоа дело продолжува и до денеска. Продолжува. Бидејќи Христос се моли за нас. И ако не си дел од тоа чудо што Бог го изврши за нас, моли се тој да го изврши. Тоа е најголемото чудо. Господ да ја промени човечката природа која е зла, која го мрази Бог. Не може да се принуди да го сака Бог. Да ни даде нова природа, кој живее со Бог. Да бидеме Негови. Ако сме Негови, Христос се моли за нас, да бидеме зачувани. Ако не си се видел себе си во својата природа, изгубен и виновен, дојди со покаяние, моли се, да ти ги отвори духовните очи, да ти го отвори срцето.
и тој ќе те прими. Тоа е неговото ветување. Ќе те очисти и ќе те направи достоен за живееш таков живот, достоен за него. Да го прославуваш и да бидеш благослов за другите. А пак ние кои сме негови, да бидеме достојни од подарок, кои живеат за него и вршат неговата воля, зашто тоа е нашата природа. Копне да ја врши волјата на Отецот. Каков што пример ни даде и Синот Божи. Нека не благослови и не води во тоа. Па да се молиме. Небесен Татко, навистина е голема таа вистина да знаеме дека љубовта на нашиот откупител, љубовта на нашиот Бог никогаш не може да пропадне. Да знаеме дека Твојот Син во послушност кон Тебе дојде, умре наместо нас и не изми од гревовите. Да, се уште сме слаби, немокни, се уште паѓаме во секојдневниот живот, но Ти кога гледаш кон нас, гледаш преку правдата на Твојот Син, облечени во неговата чистота. Простени сме од се и очекуваме еден ден кој ќе бидеме пред Тебе, ќе Те гледаме каков што си, зашто и ние ќе бидеме преобразени. И нека се радуваме, дај ни радост на Твојата вечна љубов, радост што Ти ја имаш како љубов кон нас, на мноштво луѓе, безбројно, кои не можеме и да го замислиме, не можеме да го изброиме. Ти благодариме што не вброи тој народ. И сега сакаме, Господи, се молиме, помогни ни да живееме за Твоја чест и слава. Ако некој не Те познава, Ти, Господи, поттикни го во срцето. Прати му светлина. Дај му копнеш, да Те побара, да поверува. Да биде вброен во Твојот народ. Да има сигурноста што Ти ни ја даваш. Дека сме Твои и Ти нема да не загубиш. Сега Господ да не благослови, да не чува, се молиме. Нека свети Твоето лице кон нас и Неговата милост да не грее. Се молиме за сето тоа во името на нашиот Спасител Исус Христос. Амин.